Топ тема, добро вечер. Стопанството во кризна кома, има ли државата пари и инструменти за реанимација? Многу подпрашања произлегуваат од овој вечерачен работен наслов и околу кризата со прехранбени производи и околу енергетската криза, која и натаму силно удира врз стопанството и бизнисот. А за сите дилеми вечерва во топ тема гости. Министерот за економија Крешник Бектеши. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Во дебата со представници на стопанските комори. И тоа господин Неби Хоџа, председател на Комората на Северозападна Македонија. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И господин Горан Ѓорѓевски, представник на Сојузот на стопански комори. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Благодарам. Две главни тематски целини за вечерва: кризата со прехранбени производи, енергетската криза и кризата во снабдувањето со суровини и репроматеријали, која доведува до сериозни проблеми со бизнисот, со кои се враќаме на нашиот старно добро познат така наречен концепт на Жешко столче, во кое што министерот за економија Крешник Бектеши ќе одговора директно и на прашања, сугестии и забелешки за досегашните владини политики и мерки од страна на бизнес заедницата. Но претходно, министре, неколку прашања, она што е најактуелно деновиве и поврзано со последниот случај со убиството на младиот хрватски ракометар пред дискотеката Привилеж, прашањето кое што се наметнува: до кога од несреќни случаи како овој ќе дознаваме дека одредени објекти, во случај познат скопски локал, работел всушност без дозвола за работа? Значи, во однос на локалот кој немал лиценца за врши на одредена дејност, во овој случај на ноќен клуб, ние отворено и транспарентно вчера кажавме, тоа не е обврска на Министерството за економија, но не и на владата да направи такви контроли, тоа е на инспекторатите. И колку што сум информиран од страна на ДПИ, тие веќе направиле контрола и веќе е затворен тој локал. И претhodно, иако имале забрана за вршење на дејност, тие работеле и согласно тоа ќе одговарат согласно законите во нашата држава, а ние секако дека како институција, како Министерство за економија, која водиме регистар за давање лиценци за ноќни клубови во секторот за туризам, од вчера веќе ја известивме и МВР и јавноста дека тој локал не поседува лиценца за вршење на таа дејност и сега надлежните институции треба да постапат согласно законските одредби и секој да ги презема соодветните мерки. И сакам да ја користам приликата да ги повикам сите институции тоа да го направат што побрзо, имајќи во предвид дека согласно нашите податоци пред пандемијата имало некаде 40 лиценци издадени. Во моментот има само 9 и една е во тек на процедурите за многумина ги издавање, менува лиценците за да можат да работат како редовни кафе барови. Што значи, но таму е утврдено со законот за угостителска дејност, што значи ноќен клуб, што значи кабаре, што значи бар и слично, и работното време и сите услови што треба да ги имат, и секоја лиценца се дава по првична согласност од страна на други институции, вклучително тука и Министерството за внатрешни работи. Сакам да ќе се вратиме на темата, но на главните теми што ги најавивме, но морам да ви прашам. Сепак вие сте министер во владата и велите ги повикувам институциите. Во случајот станува збор, ако го преведеме наједноставно, пазарниот инспекторат изрекува забрана за работа на објект кој што и претходно имал забрана за работа. Што е со таа така наречена, вие како што ја велите во вашиот владин речник, интероперабилност или преведено меѓуресорска соработка на сите институции, бидејќи ова не е прв пат. Идентична ситуација дека некој работел без дозвола, дека превезувал и влегувал и излегувал низ државата, имавме и со случајот Бесатранс и тоа повторно го дознавме, за жал, повторно поради несреќен случај. Значи, има споделување на информации во склоп на институциите кои се дел на владата, но треба да се има во предвид дека
власта е поделена на судска, на централна власт, значи и секако на локална власт и парламентарна власт. А во повикот мој е до обвинителството и слично да ги имат како факти и аргументи податоците од страна на Министерството за економија и ако е потребно и ако предвидува кривичниот закон и согласно тие одредби да може да ги превземат мерките. Тоа што е превземено од страна на ДПИ веќе е превземено, кога што имам информации и претhodно и откако се случи несреќата и секако дека ДПИ веќе ги презела сите мерки, затворен е објектот и управителот и собствениците ќе одговарат согласно законските одредби. Очигледно за овој дел сите прашања околу таа меѓуресорска соработка ќе треба да бидат упатени и на посебна тема до вице-премиерката за добро владење, но да се вратиме на вечерашнава тема. Првиот сегмент, рековме, најавив веќе е кризата со прехранбените продукти. Пред да им го отстапам подиумот на моите гости за нивните проблеми и нивните прашања, едно конкретно прашање. Вчера, на предлог на Министерството за економија, владата ја продолжи забраната за извод на сончогледово масло и дополнително ја укина увозната царина од 29% за масло за јадење. Состојбите министри на терен покажуваат дека и овие, како и претходните мерки за намалување на маржата, некако не делуваат, бидејќи последната информација од денеска, од еден од производителите, а тоа е маслодајња, е дека имаат на залика повеќе од 500 тони масло, но речиси и да нема интерес кај дел од трговците за снабдување, токму поради намалената маржа. Па од тука имаме ситуации во одредени маркети каде што се купува масло на тони, други маркети каде што воопшто го нема, или за да се купи едно литро зејтин во Скопје треба да се направи една добра, солидна прошетка низ поголем дел од маркетите. Многу добро кажавте, што се повиковте на изјавата на менаџментот на одредена компанија која е производител на масло за јадење во нашата држава, што ја потврдува и тоа што сме го кажале ние. И претhodно и тоа што го повтораваме и последните денови, дека масло за јадење во нашата држава има и секако дека се прават соодветни контроли ако не се пуштат на пазар заради тоа што тоа е недозволиво согласно законот за заштита на потребувачите и постоечкиот, и тоа сега што го подготвуваме согласно одлуките кои се донесени по предлог на Министерството за економија и усвоени од страна на владата на Северна Македонија. Во делот на зетинот денеска имав можност да разговарам со сите производители и со повеќето национални ланци на трговци во нашата држава, каде што се утврдени некои работи заради тоа што нема масло за јадење во рафтовите. Треба да се каже јавно дека побарувачката од страна на купувачите е зголемена повеќе од 2 пати од просечната тоа што била и минатата година и од претходните месеци, што значи дека се купува масло за јадење непотребливо. И тоа, како повик сум го кажал во неколку наврати, дека тоа може да ја влошува состојбата и да влија и во цените на маслото за јадење, пошто тоа е базична економија, заради тоа што се зголемува побарувачката, а секако дека понудата останува таква како што е, согласно сите процеки кои се биле направени и од страна на производителите, но и од страна на трговците кои везуваат рафинирано масло за јадење. Во однос на одлуката вчера што ја донесовме, ние сакаме како влада и како Министерство за економија да ги користиме сите наши меканизми за редовно да имаме снабдување и со суровини и со готови производи, се со цел граѓаните да имат можност да купуваат производи кои им се потребни, имајќи го во предвид договорите кои во моментот ги има нашата држава за слободна трговија, тоа е ЦЕФТА и секако со Европската Унија, таму немаме царински стапки, но имаме со другите држави каде што имаме билатерални договори за слободна трговија, каде што е утврдена царинска стапка од 29%, затоа ја прошираме можноста за да се снабдуваме со масло за јадење, иако податоците што денес ги добивме од страна на производителите на масло за јадење по нашата
државата веќе имат доволно залии, имат доволно суровини и во континуитет и непречено се одвива снабдувањето со суровини за производство на масло за јадење. Зошто тогаш нема масло на рафтовите? 500 тони еве само во една фабрика остануваат. Да образложам. Ако може дополнително на тоа, значи јас денеска пратив и известување како министер за економија по предлог и на секторот за трговија во министерството, но и секако дека по информациите што ги добивме и разговорите што ги имавме денешни и од страна на трговците и од страна на производителите, каде што од денеска не треба да се продават масло за јадење на пакети или на пелети внатре во маркетите или пак кај трговците на мало, пошто се утврдени такви случаеви и да денеска ако може да ја фокусира и камерата, начинот како се купува масло за јадење во нашите маркети. Ја не верувам дека овие се купуваат за самостојна потреба или пак за потреба на домаќинство. Овие количини се купуваат или за трговија, или пак за да се извезуваат надвор од државата, заради тоа што само во регионот на Струга и Охрид имаме речиси 3 пати поголема потрошувачка на масло за јадење од кога што сме имале претhodно. Ако е купено од маркет не би можело да се извезува, туку би можело да се шверцува. Може и тоа да се случи, затоа е наведено во известувањето. Па не верувам дека со фискална сметка може да изнесете една палета зетин од државата. Само да завршам. Значи, ако се шверцува, ние сме наведеле во известувањето дека може и тоа да се случи. Одредени несовесни трговци, мали или пак одредени граѓани или пак тие што работат во сивата економија, да ги купуваат од страна на маркетите и без никакви давачки заради тоа што е укината ДДВ-то и другите давачки за маслото за јадење, да ги препродаваат тие производи. За тоа во известувањето е наведено дека сите трговци, ако во случај има побарувачка за да се купува масовно на ваков начин како што ги кажав фотките, треба веднаш да го известат Државниот пазарен инспекторат за да ги презема соодветните мерки. Која е вашата сугестија или наредба, не можам да ја кажам, бидејќи не може да им наредувате на маркетите како да продаваат и што да продаваат? Значи, кои се инструкциите? Ние не наредуваме, во нашата држава има закони, ние само сакаме да се спроведуваат законите, а во делот на продажбата на овие производи за кои значи е ограничено или пак има голема побарувачка од страна на граѓаните, ние денеска сме пратили известување и им препорачуваме значи на трговците на мало, на маркетите во овој случај да продават согласно просекот на продажба колку е потребно за едно домаќинство и начинот како тоа било претhodно, а не на ваков начин како што ги кажав фотките. Што значи тоа просекот? Што значи дека по литро на човек, по литро на семејство, во продавница треба да однесеме изводи од матични на сите од семејството за да ни проценат колку зетин ни следува? Не, но вие како Боби Христов не би било добро да одите во маркет и да купувате една палета која согласно сите просечни... Не, јас немам таква намера да прашувам како просечен купувач. Па не може да и вие да имате таа намера. Колку право имам да купам денеска масло за јадење? Пошто и вие можете да имате таква намера, ако паничите дека нема да има масло за јадење, да одите да купите една пелета и значи да ви треба за ова година целосна, па и за наредната, заради тоа што се знае, едно домаќинство троши некаде максимум 3 литра масло за јадење месечно, просечно домаќинство во нашата држава. Тие се податоци од статистика и што ние ги добиваме и ги правиме како анализа, а секако дека за да купиш една пелета или во пакети масло за јадење, тогаш сигурно и вие како Богор Христов би имале некоја друга намера или пак да ги препродавате или пак да шверцувате со тие производи. 115 до 135 денари цената, проценките на производителите се дека не можат да гарантираат колку би била и би било добро ако оваа цена се задржи, но не може да се каже. Кои се вашите проценки? Јас мислам дека ќе се задржи
цената во овие рамки што вие ги кажавте, имајќи во предвид дека веќе е обезбедено снабдување со суровини од Бугарија на одредени производители домашни кои ги имаме. Очекуваме во текот на оваа недела да се укине и одлуката од Србија во делот на извоз и на нерафинирано масло за јадење и на рафинирано, и на таков начин значи да се задоволи потребата на нашиот пазар. Господа, продолжуваме со вас, со господин Георгиевски, кои се вашите проценки пред се околу оваа криза во однос на прехрамбената индустрија, колку е таа резултат на несоодветни мерки, криза во снабдување или пак шпекулативен однос на релација, евентуален шпекулативен однос, да не бидам погрешно сватен, на релација снабдувачи, големи трговски ланци и малопродажни. Веднаш ќе се надоврзам, значи како представник на Сојузна стопански комори, односно како представник на микро, мали и средни предпријатија, на тоа дека цената на зејтинот која што ја коментираме сега е доста висока како инпут. Не доста висока, него многу висока. Пред само една година чинам дека беше 50-60 денари, а сега влегуваме со некоја инпутна вредност на 130 денари и гледаме дека сме задоволни. Мислам, министерот сега обрна доста внимание во однос на широките народни маси, во однос на домаќинствата како купувачи и така натака. Сметам дека бизнисот најмногу страда во овој момент. Маслото за јадење како една суровина каде што секаде учествува практично во сите производи, тука и брашното, конкретно ако збориме за прехрамбената индустрија, тука е електричната енергија, нели, работната рака, сите овие инпутни вредности на овие, како да ги наречам, влезни суровини, влезни елементи, даваат исклучително висока аутпут цена на производ. Јас не знам каква математика ние ќе направиме, затоа што веќе фирмите, буквално употребивте вие преска, нели, еден израз, дишат на шкрги. Затоа што фирмите дишат на шкрги одамна, од ковид кризата, па енергетската криза која што беше есента, која што малку се стивна повторно избувна со енергетската криза и предизвикана од војната и така. Јануари енергетската и сега финале војната што се случува близко, релативно близко до нас. Сакам да кажам дека дојдено е време буквално во кое што се снаоѓа секој како што знае и умее. Меѓутоа дојдено е време каде што веќе нема каде бизнисот. Верувајте дека секојдневно добивам сериозни повици, разговори, објаснувања и практично се удираме на некој начин во зид затоа што нема екзит варијанта. Прескапи се влезните суровини. Па денеска килограм брашно ви е 34 денари. Тоа е околу 550 евра, чинам така тон. Еве денеска конкретно баш разговаравме дека електричната енергија во однос на период пред една година 300% повисока. Добивме сметка, конкретно мојата компанија. Ако вие трошите, например, 10.000 евра струја на ниво на поголема средна фирма, сега 30.000 евра струја. Општо говорам и за сите, тоа се вистина неверојатни тешки удари. Го водам на овој начин разговорот, сакајќи да бидам конкретен и сакам да насочам дека, и неколку пати веќе повторувам, две конкретни мерки кои што значително би придонеле да во прехрамбената индустрија тој удар се амортизира. Тоа е она субвенција на електричната енергија, да дел од потрошувачите на електрична енергија, како што знаете, кои што се наоѓаат на регулиран пазар за електрична енергија, веќе се дел микро, мали предпријатија и дел од средни, меѓутоа и останатиот дел од средните предпријатија да влезат во таа регулирана цена каде што чинам дека е дупло поскапа електричната енергија. И вториот момент, кој што е исклучително важен, е да се активираат стоковите резерви, кои што практично се чуваат за вакви ситуации. По соодветно ниски цени, за да ни овозможат на компанијата во прехрамбениот дел да ја пребродиме оваа криза и со најмалку последици.
Добро. Ако може само би да се почне прво со надоврзам, стоковите ако може резерви, само само да да ве се- прашам сите, дали би сакале прво еден по еден одговорите или да Па ја да се надоврзам Еве, на да ги слушнеме прво, па ќе одговорите. Излеговме на електричната Не, енергија. ќе оставиме да. струјата, значи Да, забележав влагаме од во господинот теоретски- Георгиевски, прашањето е прво околу активирањето на стоковите резерви, а енергијата ќе оставиме за вториот дел. Иако се испреплетени, не можеме толку прецизно Првото да ја беше дека определиме. сме задоволни како влада со овие цени, што никој не го кажал тоа, па ни јас не го кажав, ја кажав дека очекуваме во рамките на тие цени што ги кажавте вие, да се движат и тоа како што ќе се случи во светските и во европските пазари, не кажавме дека сме задоволни со овие цени на масно за јадење. Добро, не ми дополнително- беше тоа изразот, мислам да, да не се сватиме. Не, вие кажавте дека задоволни сме како влада со овие цени, како ако ве разбрав Во однос добро. на граѓанството, но не Значи, дека не вака. одговараат и на бизнисот. Значи, така вака, е, во тоа е. делот, извини, господине Хоџа, само ако може да одговарам на отворените прашања, во делот на импутот од 1 март се признават сите дополнителни импути што ги имат производителите во нашата држава. Затоа и се измени мерката за замрзнување на цените, на замрзнување на профитни маржи, и тоа сме го разговарале и директно било побарано од страна на стопанските комори, како Северозападна, така и Сојузот, па и Стопанската комора, се со цел и производителите, и трговците на голем, и трговците на мало да не работат на загуби. Утврдена е само профитната маржа. Оперативните трошоци, ако се зголемени, импутот на трошоците, како што е цена на зети, цена на брашно, цена на електрична енергија, па и други трошоци, Работна рака. значи тие се калкулираат во формирање на новите цени, и колку што знам јас, и Управата за јавни приходи, и ДПИ, и другите институции ги признават тие трошоци во утврдување на цените. Но не може тие трошоци просечни да бидат зголемени 10%, одредени компании тие да ги стават како 40-50%. Пошто сите имаме информации колку проценти е зголемен зејтинот, колку проценти е зголемено брашното, колку проценти е зголемено електричната енергија и колку проценти одреден импут е во формирање на финалната цена на одреден производ. Затоа ние, значи, го сослушавме стопанството, ја донесовме мерката од 1 март, за да не се направат огромни профити, како што било претhodно, посебно од страна на трговците, во ова кризна ситуација, која е увезена во нашата држава заради војната во Украина, и до 31 мај се утврдени само профитните маржи. И не е дозволено да има дополнителни трошоци или пак побарување од страна на трговците врз производителите, како што се трошоците за рабат, за промовирање и слично како беа претhodно. Тие ќе бидат редовно контролирани и ако се утврдува дека се применуваат до 31 мај, ќе следат соодветни Сметам казни од дека страна имаме на информации дека се заобиколени на некој начин. Да, го слушаме Ако имате господинот такви- Хоџа, ако па имате ќе такви- одите со конкретни ако прашања. Ако имате такви информации дека се заобиколени, како предприемачи, како граѓани на оваа држава, има надлежни институции, можете и јавно да ги кажете, како што ние ги кажуваме како носители на функции, и секако дека веднаш ќе преземеме мерки. А би било Господине добро Хоџа, јавно, отворено, транспарентно да се кажуваат работите, пошто вие секој дневно можете да бидете уценувани од страна на одредени трговци, повелете, кажете ги тука, веднаш од вечерва, утре ќе постапат надлежните институции. Ајде еден по еден, па и по едно, мислам и дека поред редно е прашањата, да господине сите- Хоџа, сите која е го вашата кажеме оценка нашиот и став, оценката поради на тоа што вашата веќе комора? влегуваме во трета година, кризна година, која што една по една серија кризи не погодуваат, и последната со кризата во блиска околност што се случува во Украина. Ние како бизнис сектор, значи се соочуваме со години со кризи, меѓутоа кризите една по една која те погодуваат, значи стварно е невозможно бизнисот да функционира како што треба. Во случајот со прехранбените производи, ние веќе од почетокот на кризата со Украина, власта донесе со цел да ги
задржи цените или да не се зголемуваат, први ги замрзна цените на основните производи, што тие замрзнување на цени бизнисот го отежнува и бевме во невозможност да функционираме. Потоа следеа замрзнување на маржите поради тоа што не можевме да функционираме. Со замрзнување на маржите од 3% на мало и 4% на големо се појавија проблеми во снабдувањето со тие основни производи во маркетите и компаниите на некој начин кога беа во ситуација дека не можат да се снабдуваат и да имат покривање барем на трошоците, подобро одлучија да не се снабдуваат со тие производи отколку да ги држат и да работат со загуба. Имавме уште еден момент каде што толкувањето на законот кој што се донесе од владата за замрзнување на маржите на терен имавме друга слика. Пазарната инспекција, трошоците на компаниите кои што ги има, значи не ги пресмета во тие цени што компаниите беа принудени да сносат исто така одговорност и казни пред тие институции, каде што и ние директно се жаливме и кај министерот во комуникација дека толкувањето на законот за замрзнување на маржите во однос на трошоците не беше на терен реализирано на ист начин. И тука се појавија доста проблеми, што се однесува до а во последно време гледаме дека и со замрзнување на маржите импутот на цените е многу зголемен, така да не може да се прати целата ситуација и гледаме дека на терен цените скоро се дуплирани во однос на лани во овие основни производи во нашата држава. Кои се вашите предлози во однос на што е она што недостасува во мерките, бидејќи на сето ова редење што вие го направивте, замрзнување на маржа, замрзнување на цени, јас би додал еве на пример замрзнување на намалување на ДДВ, замрзнување на маржи за млеко или така натаму. Млеко, добро, леп не можете да купите на секаде, меѓутоа еве, купувате леп од маркет кој работи во недела, ама на сето тоа плаќате дупло. Да. Ако може да дупло одговарам, данок на добивката. Кои се конкретно забелешките кои што сметате дека од СИОЦЕП преземени мерки се не се одбега? Ограничување на маржи е еден дел, а поттикнување на функционирање на бизнисот е друг дел кој што ние тоа го бараме. Не можеме да функционираме со такви ограничувања. Треба политиката да се насочи кон продуктивност и други мерки кои би можеле да профункционираат во изнајдување на ваква криза. Секогаш фокусот на владата е посветен на домаќинствата и на граѓаните. А од друга страна, ние како бизнес сектор цело време сме на атак и во кризни моменти каде што не можеме да профункционираме. А ние сме тие што вработуваме, ние сме тие што ствараме економски раст и развој во државата. Затоа треба соработка и посветеност на економскиот сектор, на бизнисот, поради тоа што ние во вакви ситуации нарочито производството е во многу тешка состојба за да обстане во вакви кризни моменти. Мора да се изнајдат решенија за да се избегнат колапс и затварање на компании и испуштање на работна сила. Тоа е најбитниот момент. Фокусот треба кон бизнисот, министре, да биде. Значи, зборуваме за случаи кои се случувале во првата недела од март, во делот на толкувањето на одлуката на страна на владата, во делот на замрзување на трговските маржи, каде беше дообјаснето и доречено дека се работи за профитни маржи. Сега веќе сме средина на април и речиси месеци после спроведува таа мерка и не сме имале никакви поплаки од страна на трговците и на големо и на мало, пошто се зборува за некте 7-8 производи, а само 3 производи се продаваат без профитна маржа, другите се продаваат со трговска профитна маржа од 4 и од 3% и дополнително на тоа не влегуваат сите видови на леп, не влегуваат сите видови на брашно, не влегуваат сите видови на тестенини, што значи дека
од целосниот асортимент на еден маркет, некаде несени 2-3% од производите со кои располага одреден маркет. Да, меѓутоа За тие ова се треба само да завршам, производи. само да завршам и затоа мерките се таргетирани и мерките се пофалени од страна и на Светска банка и на ММФ, како што беа мерките за време на ковид и 6 пакети и овие мерки. Светска банка ниту живеат тука, ниту работат, они ги оценуваат, ама видете, забелешките беа по-конкретни. Дека мерките се фокусирани кон граѓаните, што е во ред, но недостасува другиот дел кон бизнес. Сега таму ќе излезам. Пред една недела Министерството за економија објави оглас за поддршка на стопанството, посебно на микро, малите и средните предпријатија. Редовен оглас кој го објавуваме 4 години поред. Објавивме оглас за поддршка на занаетчите. Во тек е огласот кој произлегува од Законот за финансиска поддршка на инвестициите, која е директна поддршка кон нашите стопанственици. Повеќе од 20 милиони евра им дадовме на компаниите за да инвестират во време на ковид, директни инвестиции, како грант компонента, дополнително на тоа, со предлог на Министерството за финанси, во соработка со Развојна банка на Северна Македонија, наредните денови, пошто помина веќе на владата одлуката, ќе има пак бескаматни кредити, посебно за овие таргетирани сектори кои се најпогодени. И бескаматни кредити со грант компонента, како што беа првите објави кои ги имавме во ковид, или пак првиот повик од страна на Македонската банка за развој. Освен ова, во делот на електричната енергија, ќе се вратиме на тоа, мора да одиме на сите реклами правни и субјекти во нашата држава, кои се некаде околу 90.000, кои се пријавени со броила во електродистрибутивниот систем на нашата држава. Знаете колку се во регулиран пазар? Во моментот кога зборуваме? Над 70.000. Како процент од купна потрошувачка на електрична енергија, над колку е министре тоа? 70.000 се во регулиран пазар, заради тоа што со последните измени, дополнување на Законот за енергетика, сите тие правни субјекти во нашата држава, кои имат до 50 вработени и кои имат приходи не поголеми од 2 милиони евра, се во регулиран пазар. Што значи дека микро, мали и средни предпријатија во нашата држава се обезбедени и во делот на снабдување на електрична енергија. И тоа го кажувам со бројки, со факти во ред се статистиките, мојата намера беше да ги соочам аргументите ваши и аргументите на бизнисот конкретно со конкретни прашања. Одиме на реклами и во останатиот дел ќе одиме и со попрецизни прашања, а ќе ве замолам и вас за конкретни одговори. Добре дојдовте назад во топ тема. Крешник Бектеши, министер за економија, Неби Хоџа, председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија и Горан Георгиевски, представник на Сојузот на Стопанските комори, се мои вечерашни гости. Многу прашања се отворија и за време на дебатата која продолжи додека имаше реклами, затоа и падна договор за директни прашања од страна на представниците на коморите и замолница до министерот за попрецизни и пократки одговори, бидејќи интересот за прашањата и проблемите со кои се соочува бизнес заедницата се големи. Господине Хоџа, поведете. Во однос на замрзнување на маржите, на терен имаме ситуација каде што бизнисот се жали на пресметка на трошоците од пазарната инспекција. Па јас сакав да го прашам министерот како ги пресметуваат трошоците на компаниите, кога знаеме дека оваа година електричната енергија, транспортот и сите други оперативни трошоци на компаниите се зголемени од 3 на 11%. Мене ме интересира како се пресметуваат, пошто за да останат тие 3% што не ограничуваат,
Значи треба оперативните трошоци исто така да се зголемат во тој износ колку што се во реалниот систем. Министр? Значи, не е така како што се формулира цената, како што кажавте вие, значи одреден инпут има друг Имаме процент. сите информации, Значи трошоците секој во инпут компаниите процентуално, зголемени. секој инпут процентуално, значи има влијание во финалната цена. Ако одредена цена е 100 денари, електричната енергија може да има 10% инпут во овие 100 денари. Друг инпут може 20, 30, 5 и до 100%, значи за се утврди одредена цена. Ако тие 10% е зголемена на дополнителни 10%, не значи дека 20% е зголемувањето на финалниот производ. Тоа се прави Имаме процентуално. зголемување и на така. плата, зголемување на струја, зголемување на Ама сега транспорт. Значи ви земам сите тие се оперативни како трошоци. пример, ви земам како пример како се формира цената и сите компании, значи во своите компании имат сектори каде што ги формираат цените и тие се признаваат со последната одлука на владата од 1 март, кој беше и ваш предлог директен како Северо-Западна комора. Дополнително на тоа не е трговска маржа, пошто толкувањето беше различно од инспекторите и од трговците, сега е дообјаснето дека е профитна маржа. Од сите трошоци на формирањето на цената, ако излегува 100 денари, на овие 100 денари во трговија на големо се става 4% за тие производи кои се наведени во одлуката. Тоа е јасно, меѓутоа и 3% трошоците да се во признаваат малата трговија колку што и се мислам реално. Тоа не е дека битно. е многу јасно, концизно и чисто. Не им е јасно, Ако велат има- не се Тоа признаваат е реалните јасно трошоци. и ние се согласивме, заедно бевме на состанок и ние како комора бевме иницијатори на тој состанок каде што се собравме сите комори и представници на прехранбената индустрија да се договориме и од друга страна исто така и ние се солидаризиравме со власта, значи трите основни работи, основни производи, хлебот, брашното и маслото да се продаваат со нула маржа, ама од друга страна да ни се признаваат трошоците. Тука е проблемот што трошоците во однос на истиот период лани или во однос на периодот со кој што се пресметуваат не е ист, дури е многу поскап. Тоа ни е нас барањето, тие трошоци Не, да се тоа признаваат не- колку што се реално. Не е точно тоа. Значи се спроведуваат значи влезните фактури од формирање на претhodна цена со новата цена. Ако во формирањето на претhodната цена имала друга цена на влезна фактура за одреден производ, сега се признава влезната фактура зголемена процентуално споредбено со претhodно кога е формирана цената. Значи не можеме ние да имаме залии со претhodни цени, а да се признават како да се со новите цени, а тие се биле залии за производство. Значи, ако ова е барањето, тоа е неприфатливо. Мене ми е поетно Заради тоа што трошоците тоа е реални да се манипулација, признаваат заради и тој тоа што 3% ние се заради согласуваме тоа што до тоа е 31 мај манипулација и ќе се тоа оди придржиме. во грб на граѓаните во кризно време, а тие залии кои се купени со пониски цени, како суровини, како репроматеријали, ќе се калкулираат со тие цени со кои се купени. Со тоа се согласуваме. Новите залии и влезни фактури со новите цени кои се зголемени И трошоци. и трошоци секако и Тоа така е и битно. трошоци, значи ќе бидат калкулирани и ќе бидат споредбени со претhodните влезни фактури. Господин Георгиевски, првото прашање беше за активирање на стоковите резерви, второто. Докаде е со законот за нефер трговски практики при снабдување со синџири со храна, кој што сметам дека е исклучително значаен и кој што ќе даде една нова димензија во однос на економијата во нашата држава. Една широка област. Да, вграден е законот за нефер трговски практики во новиот закон за потрошувачи, кој е доставен до надлежните институции за мислење и многу брзо ќе биде усвоен и во владина седница. Дали ние коморите ќе го видиме? Секако Дали дека треба ќе ви заедно го да пратиме, дискутираме? но првично треба од правен аспект и мислење да дава другите институции кои треба да направат надзор, контроли и слично.
во делот на примената на новото законско решение, за тоа да биде готово кога ќе биде пратено во собрание и таму дополнително може да се организира јавна расправа, иако ние со најголемите 3 стопански комори ќе го споделиме претhodно и ќе го дискутираме законот, кој вглавном, речиси над 90%, е усогласен со практиките кои се применуваат во европските земји. Но дополнително на тоа и во постоечкиот закон за заштита на потрошувачите има такви одредби кои не биле толкувани како што треба и ако сте следиле, јас како Министерство за економија сме пратиле писмо до Државен пазарен инспекторат да постапуваат и по одредбите во делот на нечесно тргување во нашата Кратко, држава. министре, Ова ќе биде прашањето два пати го постави. ќе се зголемат казните и секако дека има дополнителни механизми се со цел да бидат значи во сигурност посебно производителите, а секако дека и потрошувачите. Сосема накратко на два пати го постави господин Георгиевски прашањето околу има потреба или нема потреба. Тие сметаат дека има потреба од активирање на државните резерви во функција на импут за бизнис. Ние редовно држиме состаноци и со директорот на Агенцијата за стоковни резерви и дирекцијата за нафта и нафтени резерви, секако дека и другите колеги од економските ресори. До овој момент мислиме дека нема потреба да се пуштат државните резерви во делот на нафтените резерви, во делот на стоковните резерви, имајќи во предвид дека во континуитет имаме снабдување и со репроматеријали и со суровини, како што наведовте вие и во почетокот на емисијата, за одредени производи веќе се произнесуваат и нашите производители дека има доволни залиги, дека имат редовно снабдување. Во делот на цената ние преземаме мерки, веќе мерките се во функција, како што се намалување на ДДВ-то, давање дополнителни средства на ранливите категории на граѓани, укинување на царински давачки и слично. Веќе кажав дека ќе има дополнително и бескаматни кредити со грант компонента за производителите на овие производи, ако е потребно и ако има дополнителни големи ценовни шокови во делот на импутите кои влијаат во формирање на финалната цена, ние сме подготвени да седнеме и да донесеме и дополнителни мерки се со цел да го облажиме ценовниот шок. Само во однос на залиите, дали сме во тој циклус дека сега знаеме дека залиите си имат рок на трајање. Имаме ситуација конкретно со преработувачи и производител или компанија што работи со сол, информација дека во јуни месец рокот на солта која што е во стокови резерви, значи поминува поради количината на јодот во солта и така натаму. Дали овие информации во делот на роковите на стоковни резерви функција и дали таа сол ќе влезе поради тоа што залигите се знае дека залигите се за вакви ситуации, кризни ситуации. Првично ја мислам дека овие се неточни информации. Второ, тоа е кривично дело да се дават информации доверливи и кои се класифицирани. И јас не знам од кај ги имате овие податоци, заради тоа што податоците на стоковните резерви се класифицирани. Ние имаме само увид во делот на количините. Немам информации како членови на владата, кои што се разгледуваат во затворена седница на владата, во делот на состојбата на производите сличното. Нас не уверуваат раководителите, менаџерите на тие институции дека се да не ги кажете, а не може да немате увид. Не ги увид. кажуваме, но ова беше потврда од страна на председател на Стопанска комора дека во јуни од тој рок што значи може да се користат, ја мислам дека ги имате неточни информациите и за ова прашање во делот на рокот на солта на други производи или секакво прашање може да се обрати до Агенцијата за стоковни резерви. Имам уште едно важно прашање, само ве молам, само веднаш. Велите дека стоковите резерви, нели, сметате дека нема потреба сега да се активираат. А аргументите кои се затоа што имало на пазарот? Ние не велиме дека нема на пазарот. Ние велиме дека ни требаат по соодветни ниски цени како импут во производството да ја преживееме оваа криза.
говорам за мали микро средни предпријатија, производни компании. Бидејќи знаете дека финансиските извештаи кажуваат на крај колкава е мала профитабилноста на компаниите. Сами го коментиравме тоа. Секако дека да, затоа ние ги признаваме Ние не оперативните говориме- трошоци. Тоа има, ама не се високи се И ја цените. менувавме одлугата во делот на замрзнување на цените. Ако е потребно, дополнителни мерки ќе донесеме за да се ублажи ценовниот шок во случај ако имаме уште поголемо зголемување на одредени суровини од Кои се постојашки. тие граници, кои се Значи, тие првично вие аргументи? како производител сега и Да. сега ги вкалкулирате, значи инпут трошоците. Да. И утре со други набавки ќе ги вкалкулирате инпут трошоците и ќе имате друга одредена цена. Ние за да го ублажиме притисокот на зголемување на цени, посебно во делот на зголемување на суровините, донесеме соодветни мерки, 26. Јас не Некои се сметам во дека се реализација. квалитетни многу мерки тие. Па, ваше барање беше во ова студио сме биле за намалување на ДДВ-то од 5% на Не се 0%. посветени, фокусирани кон бизнисот, Еве, тоа и ми сега беше ќе биде на фокусирана суштината. На бизнисот директно сакате. кон бизнисот во делот на бескаматните кредити со грант компонента каде со сите производители ќе има простор и да се влијае во нивната ликвидност, а секако да се влијае и на формирање на подобри цени со користење на грант компонентата која ја дава Развојна банка преку Министерството за финансии. Уште една пауза за реклами и одиме во завршница со последниот сет прашања. Влегуваме во завршница, многу прашања остануваат, веројатно ќе треба овој формат да го повториме, но фокусирано тематски на конкретни теми. Господине Георгиевски, ако можем да заклучиме од она што го рековте, сиот сет мерки го сметате за социјално таргетиран, но не и бизнис ориентиран, односно за потек на економијата во 40 на секунди, кои се конкретно вашите барања? Конкретно нашите барања неколку пати ги истакнувам и ги елаборирам. Односно, повторно ќе кажам дека реално сметам дека е сега вистинскиот тајминг и моментум за активирање на државните стокови резерви со соодветно ниски цени, кои што како инпут ќе влезат во самите производни циклуси и ќе им се помогне со самото тоа многу на производните компании. Намерно го сублимирав тоа едно прашање, а второто ми беше повторно за енергијата, велам, затоа што не ќе да се разводнува целата работа, односно сметам дека конкретно треба да бидат тие две точки фокусирани, конкретно насочени кон бизнисот, и со самото тоа не би навлагал нели во X 10-15 точки каде што ќе се изгуби суштината. Јас би сакал суштински да се помогне. Овие две точки сметам дека суштински ќе го помогнат бизнисот. Господине Хоџа, кои се вашите препораки, бидејќи владата често апелира на солидарноста на приватните компании, дури и над мерата на она што значи генерално прифатена дефиниција на општествена одговорност, па се добива впечаток дека сака да ја речи кризата на грбот на приватниот сектор. Од тоа и ние цело време го нагласуваме дека мора да биде посветена кон бизнис секторот, да имаме подобра бизнис клима. Не да се подобри, него да се одржи барем таа бизнис клима што сме ја имале поради тоа што во вакви кризни ситуации ние имаме контрадикторни постапки каде што имаме зголемување на плата, недела неработен ден и ред други мерки кои што се непогодни во ваква ситуација. Се знае, сите сме за зголемување на плати. Нарочито нашата комора беше од веќе 5 години најгласна во однос на ова прашање. Меѓутоа, зголемување на плата во кризна ситуација, каде што едва и обстојуваат компаниите, стварно е непогоден момент. Затоа мислиме дека треба секогаш консултации со бизнис секторот, заеднички да ги решаваме проблемите, поради тоа што стварно, еве гледаме, од друга страна, превработеност во администрацијата. Сите се тие на терет на даночните обврзници, на граѓаните и на бизнисот. Затоа треба да се внимава за тој недостиг на работна сила, ние бизнис секторот да не бараме луѓе од надвор, него тие луѓе што се тука да ги искористиме за нашите потреби, а нарочито посветеноста на владата да биде кон производителите, а најмногу на производителите на прехранбени артикли, кои што во вакви кризни ситуации сме принудени да побараме
извори од прехранбени артикли од државите кои што се и тие во таква ситуација каде што не може да не ги продадат тие производи. Затоа ние треба да имаме независна економија во однос на прехранбени артикли. Министре, Во делот на на крај прехранбени сме. производи зборувам за суровини и донесени се соодветните мерки со зголеми производството на овие производи земјоделски, како што се пченица, пченка, јачмен, сончоклет и слично, и тоа во делот на субвенциите што ги даваме и интервенниот план кој го презентираше министрот За земјоделство. Николовски. Не зборуваме за прехранбени производи, зборуваме за земјоделски производи кои имат инпут во делот на производството на овие прехранбени производи кои зборуваме, и тоа е во делот на земјоделието. Ние сме отворена економија, пазарна економија како Северна Македонија, затоа кажав дека имаме и договори за слободна трговија и одреден процент на одреден производ, значи го увезуваме како што прават и другите држави, а други производи секако дека Отварате нова дебата, само блиц прашање. Не е, значи, затворена економија. Само блиц прашање. Држава, за да му забелешката е, ја решавате кризата на грбот на приватниот сектор? А вие се откажавте само од трошоци за службени патувања? Не, ние не се откажуваме од нашите домашни буџети. Тоа е буџет на граѓаните. Ние го користиме тој буџет за полесно сите заеднички да ја пребродиме ова криза која е увезена во нашата држава и не е од внатрешни елементи креирана. Две блиц Тоа е прашања. буџет на граѓаните и за секој денар што ние го даваме према граѓаните, према стопанството, каде што се откажуваме од одредени давачки, значи тоа транспарентно го кажуваме и накрај граѓаните ќе кажаат како ние За колку сме, го намаливте вашиот значи, буџет? Требаше да му дадете отчет на Фатмир Бесими веќе? Значи 10% во делот на стоките услуги со одлука на Министерството за финансии, која беше донесена преку владата, веќе е скратен на буџетот. Дополнително, ние како Министерство за економија, денеска имав можност да имам состанок со министерот Бесими, сме значи подготвени да даваме буџет колку што ќе бара Министерството за финансии, пошто Министерството за финансии покажа и во минатото, а посебно сега покажува на начинот како се управува со јавни. Сосема за крај. Во една изјава 1 април, во друга изјава дека до 15 април ќе има газ, после ќе видиме. Денеска е 13 април, после 2 дена нема да има газ? Не сум кажал така. Можда на 1 април сум ја давал изјавата, сум кажал до 15 април, кога со закон завршува грејната сезона, и тоа е со закон во нашата држава. Значи од 15 октомври, господин Христов, до 15 април, согласно законот имаме грејна сезона. Ќе има газ или ќе нема Имајќи во газ? предвид дека тето и топланите работат со природен газ, ако немаме природен газ, треба да работат на мазут, јас сум кажал дека ние сме обезбедени од страна на трговците кои увезуваат природен газ во нашата држава, дека до крајот на грејната сезона веќе сме ги обезбедили количините потребни. Завршува. Значи имаше пред неколку месеци разнојавки во јавност. Нема да има парно, нема да има електрична струја. Јас ве прашав конкретно дали ќе има газ, бидејќи рековте нема да има газ. До крајот на грејната сезона, сите граѓани, сите домаќинства, целата индустрија, дали ќе има газ? Ако нема газ, ќе треба да се оди на мазот, од каде мазот? Во нашата држава ќе бидат снабдувани со топлинска енергија и тоа со цена која ја кажавме претhodно. И грејната сезона завршува на 15. Ама стопанството има потреба и натаму, и од газ и од маз. Ќе има, но најголемите количини, над 75% од целокупната потрошувачка се да не биде како со тендерите за теци за рек. Па и за теци за рек зборувавте, и за теци за рек зборувавте дека нема да произведуваат струја, ќе увезуваме. Земете ги податоците колку бил увозот во јануари, во февруари и март на
овие компании енергетски за потребите на универзалниот снабдувач и ќе ви пропаднат во вода сите тие работи што беа Ви укажани. благодарам на сите, а во исти или идентичен состав закажувам во догледно време нова средба, нова жешко столче, но исклучиво на тема енергетика, бидејќи очигледно тука ќе имаме многу работа околу интерпретацијата на бројките. Ви благодарам уште еднаш и на вас како представници на бизнес секторот и на вас министре, а вам почитувани ви благодарам на вниманието.